Годините се само бројка. Така вели Мирјана Симоновска, единствената македонка која на 74 годишна возраст го искачи Ухуру, највисокиот врв на планината Килиманџаро. Подвигот се случи на почетокот од март годинава. Беше ли тешко? Да, многу тешко. Симоновска застана покрај македонското знаме на 5895 метри надморска височина. Таа влезе во светската листа на само неколкумина планинари и планинарки, што на таа возраст го освоиле највисокиот врв во Африка. 2015 има искачена една жена, по неја еден маж и сега јас. Симоновска живее во Делчево. Откако се опорави од подвигот, со неја излеговме на прошетка низ градскиот парк во Скопје, каде ни раскажа како изгледала експедицијата во Танзанија. Вечер у 10 не будат, одиме мораме да јадеме, значи, да вечераме и у 11 сато вечер сме крнали на искачување со челните лампи, ношно време. И трајање околу 10 часа успон до врх Ухуре, 5895. 10 часа, да. Додека овие млади од наша екипа 4, они се за 9 сати стигнали. Како реагира кога ве видоа вас на вашата возраст? Беа сите задоволни. Мислим, кога веќе од 5 и 6 нагоре кога кренах, нашите 4 млади дечки идеше надоле и сите ме пригрна и вика, дечко еден вика, значи, стварно искрено да ти кажем, мислех дека нема да го искачиш. Имаше ли моменти дека вас да речеме на двоумење некогаш? Не, никакво. Значи, која беше мислата што ве водеше, еве тргнавте да се качувате? Мислата беше да се искачам на врх. Не сум се предомислила дека треба да се вратим назад. Апсолутно не ми на памет било. Какво е чувството кога ќе... Чувство кога сам се качила на врх, уопште имате едно видео, може ќе ви го пуштам. Од што бех пресретна дека сам се качила, ја не знам, Зоки ме пита, Мира, јel си среќна животен сад? Јас само речов да. Ништо друго. Ништо, значи, возбудена бех многу. Искачила сам го врх. Која ми беше желја да го искачам. Колку време го планиравте, размислувавте за овој подвиг да го направите? Па, требаше со Тодорче да идеме, тогаш не бех финансиски и одложив за ова година со србите да идем со експедиција. Но одењето на планина, освојувањето на врвови не е еднонасочно. Кога се качите, треба да се спуштите. Да. Како беше моментот за спуштање на планина? За спуштање беше многу потешко. Затоа што е некако лизга се надоле кога спадинате. Шлјунак, песок, каменчици ситни и кога одите морате со пета. Да одите, двојца водичи ме држат под рака и поленка надоле. Колку траеше тоа на одењето? Па можда 1 сат и повеќе до доле, до равно да стигнеме. Се до тоа заврши и со сертификат. Да. Може ли да го видиме сертификатот, што пишува, што стои на него? Стои на него дека вие сте Мирјана Симоновска на 74 годишна возраст и сте го искачиле. Мал е бројот на лица што на оваа возраст успеале да се качат на Килиманџаро. Да. Информација имам од таму од водичот дека на 2015 има искачена една жена, по неја еден маж и сега јас. Кој е чувството? Особено, да речеме, кажавте за кога ќе се искачи еден врв, на кој е чувството што на оваа возраст сте една од ретките жени во светот на светско ниво што се успеале тоа? Па не знам. Веројатно... Не сам размислувала уопште за такви работи. Има луѓе искачува се. Веројатно вас само желбата ве води. Желбата ми беше да освоим тај врх и ми се исполни желбата. Проставам дека тоа значи и долги тренинзи и долго искуство на искачување по планини. Колку време сте? Јас планинарим над 20 години. Има многу искачени врхови над 2900 метри. Србија, Бугарија, Босна, секаде, да не набројувам, многу врхови имам. И бех активна многу, последните 2 години и повеќе, уопште не бех активна. Значи, немах никакви тренерзи, никаде искачување. Едноставно на среќа сам кренала. Сама сам финансирала Танзанија да одим, со мои средства. Мислим, касно поднесох барање до општина Делчево, имам одобрено од Совето само 250 евра.
одобрено, не су пуштени още, пошто знаете зашто. Колку чини еден ваков подвиг? Па околу 3000 евра платено и плюс околу $600 американски мора да имат у вас за било што. Возможно ли е кај нас да се биде планинар со овакви аспирации, со искачување на големи врвови, односно на експедиции кои што чинат многу, а знаеме каква е состојбата во Македонија? Возможно е. Немате средства и не одат. Да. Значи на тоа се... Ја до сега сам требаше Елбрус да идам со Стодорч, али немате средства. Сар ќе видиме. Барате ли? Следната- Има ли начин Не, некој не барам од некој пари. Од некој не барам, те са прв пат од собрањето. А сега некаде околу 800 евра, чини ми се Тодорч рече дека е тура за Монбланд, али ќе размислам. Уште една работа е многу битна покрај средствата, покрај подготовките. Тука е приказната и за семејството. Да. Каква е поддршката? Што е тоа што ви го велат? Кога ви испраќаат некаде на некоја мисија, која што да бидеме Подршка реални? имам од семејство, од супругот прво, пошто ние сме сами, децата не се со нас, и од керките, и од највеќе од син ми. Каква е вашата порака? Особено до младите. Моја порака е, имаме близу планини, да се шетат повеќе со деца, посебно деца да водат. У природа да излазат да шетат, не мора да планинарат. Имаме си планини кои може да идат пешки, али они одат скоро. А во однос на возраста, што многу често се кај нас постои изговорот јас сум стара за ова, јас сум стара за ова, за мене ова тоа не е и така натаму. Што велите вие за таков тип на Години се само бројка. Ако имате жели и волја, можете се да исполните. И пари. Прво е пари проблем. Жадбата, да. Жадбата. Кои се вашите планови после ова? Сега го искачихте ова, одморивте. Дали има некои планови за овиднина? Истото прашање ми го постави и председателот на државата Стева Пендарсов, кој ми е следен чекор. Ја му кажах Монбланд и он се насмеа, вика, супер, честито, да, викам, али ако средства зберем. И он вика, самиле, плащате, мислим, турите што се, викам, да, од никој немам. Викам, јас 3000 евра сама сам уложила. Ако најдам за Монбланд, ќе пробам да идем. Господи Мира, јас само можам да ви посакам да ги исполните вашите планови, да ја исполните вашата желба за да стигнете до Монблан и воедно да продолжите да бидете инспирација за млади генерации, за жените во Македонија и за сите оние што можеби сакаат нешто да направат, но се двоумат. Нjen избор, треба они да имат. Тоа е нjen избор, на секој му избор. И на некој да му кажете, ајде, неке да оде. Так. Не можам пешке да идам. Добро, господи Мира, јас само можам да ви кажам да се надевам дека ако не друго, можеби еден заедно ќе планинариме. Може. би не до Монблан, но некоја пониска Може. височина, но како и да е. Уште еднаш јас ви благодарам за што издвоивте време за да разговарате со нас. Фала и на вас. И поздрав голем ако прочитат до србите, до моите пријатели, Зоран, Жаре, Алјоша, Кено и Лазар. Поред. Голем поздрав до нив и Вук. Така, Така поред. му е името Вук.